Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Тие години кога имавме дипломатски пасоши за сите нас. Добро, го имаш уште. Го имам, ама не важи пошто веќе дипломатската виза не се заверува. По закон веќе мислам дека не постои таа функција. Сега јас како обичен смртник со обичниот црвен пасош, кои се разликите? Дипломатски пасош знаат сите доблести на дипломатски пасош ги знаат тие што го имаат пасош. Тоа е исто као да си амбасадор, као да си. Добро, но вака во пракса како изгледа тоа? Која е разликата? Олеснува вадење на визи, олеснува преоѓање преку граници, секојдневните ситуации кога си во негде во бел сет, кога ќе извадиш дипломатски пасош, што се поинаку те. Дали ако ја и ти тргнеме со кола и стигаме на Богородица граничен премин и има огромна гужва, ти ќе поминеш? Да, бидејќи има посебна рампа за такви случаи. Добро, интересно. Да. На аеродром стига авионов, слетува, гледаме тука вака гужва, посебно во овие европски и странски. Има посебно куќиче за тие. И тоа не чека, значи. Да. Така да дипломацијата пасош е многу практична. Чекај, не сум застанат. А дали ако возиш брзо? Ето да речеме 80 ограничен, ти возиш 100, помага нешто? Помага посебно во странство. Кај што не те знаат кој си. Во странство кај што не те знаат кој твојот пасош зборува многу за тебе. И може да се извлечеш од некој биди нескромен, сети се на некоја приказка ако има да си го употребил. Па има каде што знаеш дека си сгрешил, али знаеш дека ти е един излез е да се повикаш на дипломатскиот пасош кој што може да те погледаат поинаку и веднаш да се промени приказката од ајде у притвор до фала пријатно на гледање. А дали? Добро, браво. Веројатно ова е првиот и единствен пат кога ти аплодира зашто си го прекршил законот. А дали кога го вадеше пасошот викаше? Ама сега возам пензионерски ептен.